Дали денес има некој што не го познава Исус? Дури и нехристијаните знаат за Исус. Повеќето луѓе имаат академско знаење за Исус кое христијанството го смета за Месија и Спасител. Меѓутоа, всушност, кога Бог дојде на оваа земја во тело, тој беше во ист изглед како нас. Откако дојде на оваа земја како мистерија, тој ја скри целата слава и сјај на самата своја природа. Откако тој се појави на оваа земја криејќи ја својата природа, зарем луѓето, кои веруваа во Бога уште од времето на Мојсеј и од колено на колено, не се свртија и не го отфрлија, па дури и едногласно се согласија да го распнат. Во книгата Колошаните, поглавје 2 стих 2 е јасно напишано, за да ја познаат тајната Божја, имено Христос. Причината зошто не можеа да го разберат или да веруваат во Бога беше самиот факт што тој дојде како човек. Да го погледнеме Јовановото Евангелие, поглавје 10 стих 30. Јас и Отецот сме едно. Тука јас се однесува на Исус кој го рекол ова, нели? Исус рече, јас и Отецот сме едно. А јудејците пак зедоа камења. И што направија? Да го убијат. Исус им одговори, многу добри дела ви јавив од мојот Отец, за кој од тие дела фрлате камења на мене? Му одговорија јудејците, велејки, за добро дело камења не фрламе на тебе, туку за хулење, зашто ти, иако си човек, се правиш. Што? Бог. Во еврејското општество било вообичаено да се собираат камења за да се каменуваат грешниците. Тие го третирале Исус како грешник. Што научи Библијата за Исус? Не е ли напишано за Исус во книгата на Исаја поглавје 9, стих 6 дека тој е моќен Бог, вечен Отец и кнез на мирот? Бог дојде на оваа земја во тело, па затоа сведочеше за себе си. Но луѓето не можеа да ја поврзат појавата на Бога што ја имаа во нивната фиксирана идеја и појавата на Исус во тело. Тие си мислеа во своите умови, Бог не би се појавил вака во тело, исто како еден од нас. Тие имале нејасна представа дека семоќниот Бог постои само во невидливиот и трансцендентен свет. Кога Исус дојде на оваа земја во тело, тој рече, јас и Отецот сме едно. Да го објаснам едноставно, кој тој вели дека е? Тој вели, јас сум Бог. Затоа евреите, кои веруваа во Бог, зедоа камења за да го каменуваат Исус до смрт. Откако тој дојде на оваа земја како Божја мистерија, луѓето не успеа да го препознаат Христа и да го примат како што треба. Напротив, тие го распнаа. Зарем оние што тврдеа дека веруваат во Бог не презедоа водство во вршењето на таквата работа. Првосвештениците, фарисеите и учителите на законот се обединија како едно и им всадија погрешна идеја на луѓето. Така, тие се здружија во отфрлањето на Бога, кој дојде на оваа земја во тело. Можеме целосно да ги разбереме овие приказни преку Библијата.